Ако претходно зборувавме за младите, за тоа колку е важно да ги мотивираме, да ги слушаме, да се развиваат во секторот во кој што сакаат нели да се развиваат, сега ќе зборуваме исто така за една убава приказна, семејна приказна, која што верувам дека исто така ќе инспирира и ќе мотивира многумина да излезат од комфорната зона на секојдневното функционирање, бидејќи и тие на некој начин можеби слично започнуваат со многу други приказни во нашето секојдневие. Но факт е дека не секојдневно можеме да сретнеме вакви семејства со вакви големи успеси. Ова е семејство кое што освојува височини, кое што освојува планини, не само во Македонија, тоа веќе го прават и на европско ниво, а кога веќе ќе ја споменеме нивната возраст, веројатно и светот допрва можеби ќе слушне за семејството Цекови. Утрово ви го представуваме нивниот татко Иван Цеков, до мене Давид Цеков и Анастасија, кои што навистина се една убава успешна приказна за која што ќе слушнете во продолжение. Сега замислете дека сме во ваша детска соба, имаме камери и си правиме ова за другарите дека треба да ги мотивираме да на план. Тоа е целта наша. Да. Иван, ти пред малку зад камери ни раскажа како се започна и јас и ти кога разговаравме телефонски ми ги кажа нели тие некои основни параметри, но убаво е да слушнаат луѓето како се започнува, бидејќи не си ти исто така некој кој што во детството го правел сето ова, нели од твоите родители да те инспирирале или да те внеле во светот на природата, во светот на планините. Напротив, и ти го започнуваш сето ова пред 10 години, малте не горе долу кога се децата родени или дојдени на овој свет, но веќе за овие 10 години можеме да зборуваме за значајни успеси. Но пред да зборуваме за успесите кои што навистина ги имате семено, да кажеме како започна се, како започна ти со планините, но како и Давид и Анастасија ја засакаа природата и на која возраст? Така, пред кога се родија, јас и супругава веќе бевме во светот на влезење на планинарењево. Децата почнаа на многу мала возраст, Анастасија и Давид има 5 и 6 години. Сето тоа почнаа како членови од клуб. Денеска сме членови на Скопска Црна Гора. Клуб кој има значителна улога во историско значење. Да, историско значење, дефинитивно, да, кој има голема улога во развојот на нив како млади планинари. Сето тоа почна како некоја дружба во игра во природава, која со тек на време, мислам, станувањето нивно најголемиот предизвик во целото, во 5 часот наутро се стане и да се подготват они за да ја завршат таа целодневна тура која трае со часови повеќе од 8, 9, 10 часа. Тука најголем придонес имаат членовите од клубот, бидејќи некој ја дава поддршка и цело време некој со нив требаше да биде на тие тури да ги прати. Нашава поддршка во тој целиот процес не влијаеше толку колку поддршкава од клубот и членовите од клубот. Дека има една метафора кога велат во позитивна конотација, кога влегувате во планинарско друштво, е како една метастаза, вака ве зима и ве зграбува. И не сакате да си одите, да. Апсолутно. После тоа продолживме ние со, да не речем, секоја недела на планина. Секоја недела и сега одвојуваме. Кога Иван забележа дека децата се можеби сега без никого да навредиме, но поспособни од, да речам, нели, од други деца кои што би го правеле истото, затоа што не секој кондицијски може да одговори, ментално, психички. Не е лесно дете да качиш на планина, апсолутно ќе се сложиме од секој аспект, но од друга страна пак би рекле дека секој дете е способно да го направи тоа, само можеби му треба добра мотивација и добар водич, како што во случајот вие сте ги имале членовите од Скопска планинарска. При секој качување пак ја спомнам дека многу голема поддршка од самите членови од клубот и мотивација на цело време низ патекава. Најголема поддршка имаме од, да ги спомнам, членовите Илија, како долгогодишен член на ПСК Скопска Црна Гора, кој минатава година го искачи врвот Ленин.
таа поддршка и константното учење од нив, мислам дека имаат големо значење на нив како деца, она разликава што вие спомнавте, што имаат они од другиве деца и они. Еве се може Давид и Анастасија да ни кажат што вие научивте од Чичко Илија, затоа што тато вели огромно влијание имал за да бидете она што сте денес. А ќе кажеме до кај сте стигнале за вашата возраст. Давид, што научи ти од Илија? Јас научив дека он е многу добар качувач, нема страв толку код нас, способен е да качува доста многу. Потребна е добра опрема секогаш на секое искачување или освојување било каков врв, така? Анастасија, ти? Па да, исто така добар качувач е. Кој е најважниот совет што ви го дал за тоа? Дисциплина. Кога сте на планина или на било каква тура? Па да не се откажуваме од планината. И да бидете секогаш спремни, зашто планината знае да е многу непредвидлива, така? Иван, неоткажувањето во случајот на вакви експедиции значи една метафора животот да не се откажуваме и од она што сме го замислили. Мислам дека тоа е уште посуштински. Апсолутно. Дали го помните првиот момент кога тато или ви спомена now is the time. Ова е сега времето и кога беше првиот момент за професионален чекор. Чекор, да го направите, сепак видејќи како што кажа тато, се почне некој пат од кампување, од водно, тука ние нели што се вели на некој чекор, ама еве, првиот момент. Па јас бев 6 години, брат ми беше 5 и татко ми не качи на водно. До врвата минавте така? Па да. И почнавме од водно, тоа нас не заличи како игра, но потоа качувавме многу повеќе технички врвови, како Цукшпица и Гран Парадизо. И така почнавме да качуваме многу по-технички. Така се совршите. Меѓутоа, за да стигнете од водно до Гран Парадизо не е мала работа. Значи прво 3 пати од водно. Да, прво надморската височина е нели во прашање, а потоа и многу техника, многу искуство. Каде или затоа што водно се случува на 5-6 години, а ова во Италија освојувањето на највисокиот врв таму се случува минатата 2025 година. Во тој период помеѓу верувам следувале многу тури, многу експедиции, многу работа, многу труд за да се постигне и достигне она што минатата 2025 го направивте. Од каде Иван идејата прво да заминете таму? И да искачувате еден таков врв и од технички аспект, колку е тој захтевен, тежок, предизвикувачки, колку е за деца воопшто? Ќе потсетиме Гран Парадизо, 4061 метар надморска височина. Секако, значи предходно пред сите овие предизвици да ги направиме следеше огромна подготовка низ годиниве. Качуваме доста како подготовка, како некоја техничка подготовка за поголемиве предизвици. Качуваме доста ферати, а тоа е Ки ви се што се ферати? Да, тоа е насока, планинска патека обезбедена со челични јажиња, скали и челични клинови, каде што се пристапува, мислам, обезбедуваат безбеден по-комплексни терени? Па да, па не се како по-комплексни, него било кој карпез дел вертикална насока може да се обезбеди со таков вид на специјална опрема и извинете, и со нив на вија ферата се пристапува со специјална опрема како кација, карабинери и појас. Тоа е дел од на техничкава подготовка. Можеме да го спомнеме тука искуство што го имавме минатава година во Австрија, искачивме една од најпознативе вија ферати во светот, Stairway to Heaven. Тоа е челичен, мислам највпечатливиот момент е челичен мост, каде што е 40 метри челичен мост. Исто така имавме и многу други вија ферати таму поминато во тој период со поголеми оценки. И тоа ве донесе до Италија до Тоа е на предизвикот каде сватив дека окей, значи децава имаат мало, имаат колку толку кондицијска подготовка и техничка спремност. Бидејќи Гран Парадизо е висок врв, но
е, да кажеме, врв за каде што може не секој почетник, али рекреативно да речеме. Така, рекреативно може полесен од еден од полесните врвови. Ајде видиме колку бил лесен за Анастасија и за Да, инаку во мојот гледаме ваши видео снимки кои што се фасцинантни, чисто вака да ги споделиме за јавноста, вашето искачување со јаже, барем оваа техничка опрема. Да, ова е виа ферата, значи тоа е стајлова на која ние се обезбедуваме со карабинери. Верувам, Давид, многу интересно, така? Да, се интересно. Да, јас се соживувам со сето ова што го гледам, но како вие реагиравте кога тато ви кажа ќе одите да искачувате волку висок врв? Прво бев изненамен. Се мислев дали ќе го качам или нема. Добро. Имаш ли момент кога ти доаѓа да се откажеш? Има такви моменти, но од како се мотивираш? Од клубот и од родителите ме мотивираат. Добро. Анастасија, ти како го доживеа ова искачување во Италија? Па, прво, и на мене јас малце така се изненадив колку ќе качиме, но потоа, кога ќе стигнеш до врвот, се заборава така. Така, ама треба да стигнеш до врвот, треба да имаш кондиција, треба да имаш добра подготовка. Малце ќе се осетиш, има некакво чувство. Адреналин. Да, и потоа ќе помине така многу брзо времето, кога ќе заборавиш на тоа. Обично било дека секојаш имате некоја мисла или некоја песна која што постојано да се врти, нели, дека пристигнете на врвот. Имавте сигурно. Да, имавме. Да, некако како јас си го замислам тоа како видео игра и така ми поминува ден. Тоа е добар начин, да. Да, Иван, имаме податок дека тие се во моментов најмладите планинари што направиле ваков подвиг во Европа, така? Така. Според наши информации што ги имаме ние од италијанска страна и нашиот планинарски сојуз на Македонија нема запишани помлади планинари кои го има, да, од Анастасија и Давид качено Гран Парадизо. Имаше, они го надмина рекордот на 13-12 годишно девојче од 2022 година поставен. Исто така, ова него спомнав, исто така најверојатно се и најмлади кои имат качено цугшпице, што го спомна двајцава врвот, тоа е највисокиот врв во Германија. Поминат во зимски услови, во на 20. Да, тој ќе прашав, значи има од некои од видеата може да се види дека тоа се зимски услови, ноќни услови, значи се качува во ноќ, нешто што само по себе е адреналински, но ти како родител, тоа те прашав и вчера, значи мора да е присутен стравот, како за себе, така и за собствените деца, стравот на линија и граница со адреналинот, и со доживувањата и искуствата, но како се бориш со тоа, Иван, или едноставно се припушташ на авантурата? Не знам, ајде малку од родителски аспект доближи ни го ова искуство. Затоа што сепак верувам дека и следните предизвици кои што ќе ги имате ќе бидат уште по захтевни од овие досега. Апсолутно. Вака, планинава носи ризик, мислам, тоа е факт. Но ризикот не значи од друга страна и откажување или откажување. Ние никогаш не одиме неподготвени во смисла на пред секое искачување пратиме временски услови, користиме соодветна опрема и одиме чекор по чекор, не форсираме никаде, не се брзаме. И најбитно од сето тоа учиме, нели, учиме техники и безбедност. Реално секојдневието денеска има се среќаваме со поголеми ризици како телефони, пасивен живот и така натака, така да ние неспоредливо е. Апсолутно. Ние одлучивме, нели, децава да им донесеме на здрав поздрав живот, така да. Ви им донесете неверојатни искуства, тоа ќе кажам. Каде е мама во целата ситуација? Она е веројатно најголемата поддршка, но каде е кога вие сте на над 4000 метри? Апсолутно, значи во борба за комуникација постојана со вас. Така, сопругова исто дел од цела ова авантура да
да ја наречам најголемата поддршка ни е мама. Значи, кога ни е најтешко, мама е тука да не смири. Јас сум оној што е малку по-строгиот, јаде сега мораме да гунеме, мама е тука да не даде баланс. И она е цело време, значи во сите овие досегашни авантури е со нас, но сега малку идеме на нешто, да не речам сега, не знам како би звучало, нешто малку по-професионално и по-сериозно, за кое треба поголема подготвеност, и сега од двајцата родители сега нели со работа и со сето тоа треба едниот мора да биде жртва. Добро, но е важен удел. Кажи, Давид? И виси на мајка ми така е малце пострашно и затоа некој се плаши да не. Добре, тука е тато да ве чува. Она со сите што сакавме на крај да прашаме е дека тука не прекинуваат вашите авантури како семејство, новата серија на алпинистички искачување. Ако минатото лето 9 јули си го одбележавте со Гран Парадизо Италија, оваа година Швајцарија е на листа. Така, ова година од 1 август до крај на август ќе бидеме сместени во Швајцарија со цел да качиме врвови од Монтероса трансферзалава, тоа се некои 10-11 врвови со кулминација на крај со Монблан. Имаме на 23 имаме резервирано дом, се надевам дека временските услови ќе не постужат и ќе имаме успешно и безбедно качување. Претпоставам дека нема откажување сега, така? Само подготовка. Така? Да. Супер, јас не се сомневам дека ќе се видиме повторно и дека ќе зборуваме повторно и за успесите, и за сите оние работи кои што фамилијарно, семејно ги правите, и навистина верувам дека Ива не е лесно овие денешни генерации да ги оттргнеме од екрани, но пак од друга страна мотивират и многу други да го направат, не мора професионално, макар нека и рекреативно да ги однесат децата во природа, да уживаат, затоа што таму се најубавите игри. Се сложуваш, Анастасија, исто и Давид, што сте растени во природа, веројатно. Или Анастасија би рекла таму е најдобрата видеоигра што може да има. Да, апсолутно. Значи, Скопска Црна Гора може да ја, мислам, секој може да пристапи на било кое планинарско друштво, секако да ги најде на социјалните мрежи. Најбезвреден пристап е дефинитивно првите тури да се направат со некое планинарско друштво, сепак тоа се искусни водичи. А и со планината нема играње, тоа во многу наврати сме го кажале, така што треба искуство. Апсолутно, треба искуство, треба подготовка и ништо не треба да се форсира. Видете вака, закажуваме средба во септември. Штом завршите со Швајцарија, доаѓате и Монблан, здравје Боже, тука ве чекаме со цеци. Договорено? Се надевам ви беше пријатно, бидејќи времето брзо ни помина и секогаш поминува кога зборуваме за убави работи. Навистина нека биде ова семејство инспиративно, нешто што денес навистина ќе направи промена кај некој од луѓето. Затоа сме тука. Да. Благодариме многу и останува да ве следиме, како што кажа и Марко, може секако во септември, ако нешто и до тогаш се случи, тука сме на располагање да пренесеме само убави вести за гледачите.